Чист воздух, широки пространства, малку вода во Козјачка река, понекоја скара и многу зеленило во рустикален предел. Ова со години го ползуваат викенд посетителите на археолошкиот локалитет Баргала. Корона кризата им ги смени навиките на бројните урбани ликови кои, ако ништо друго, барем од потребата по некаква свежина во близина, заминуваат 15 на километри подалеку од централното градско подрачје. Археолошките сознанија за тоа што сокриваат зидините на величествената Баргала се инспирација за сите посетители, но ретко кој може да им одговори на нивните прашања во стилот на археолошко-туристички водич. Пополнување на слободно време како алтернатива од психозата која ја наметнува пандемијата токму во овој регион, повторно ја направи Баргала актуелна. Уште од раните утрински часови, коритото на Козјачка река се полни со посетители. Прескокнувајќи ги деформираните речни корита од надојдените големи води, викенд рекреативците се обидуваат на поцивилизиран начин да се вклопат во амбиентот кој на моменти наликува на предворје на депонија. Секој од посетителите се согласува со неговата визуелна перцепција, дека многу поубаво би било овој не така див предел да е некако амбиентално посреден и секако почист. Но недобриот менталитет повторно е на прво место. Деструктивноста кон природното обкружување со која располагаат наводните љубители на природата уште еднаш испливува над нормалната совесност на однесувањето во ваков амбиент. И додека чуварските служби на локалитетот ангажирани од Завод музеј Штип постојано макотрпно расчистуваат по викендашкото торнадо, никој од посетителите само иницијативно не покренува акција за општествено корисна дејност. Нашата убава Баргала е сечија и ничија. Низината убавина е во вечноста на каменот и вештината на раците кои ги изградиле овие зданија. Тој процес се случувал пред 11 векови. Сега, после 1100 години, очигледно на овој начин преку градење на депонии се прават цивилизацијски паралели.